Здраво, деца! Денес ќе ви раскажам за Малала Јусуфзај, неверојатната девојка која се бори за правото на образование на децата во целиот свет. Регионот од кај што доаѓам се вика Долината Сват, во Пакистан. Волшебно место со зелени полиња, високи планини со снежни врвови и големи кристално сини езера. Во минатото само песната на птиците ја нарушуваше тишината која владееше таму. Потоа дојдоа талибанците. Првото нешто што го направија беше затворање на сите училишта за девојки и воведување на забрана за учење на сите жени. Како тоа да не беше доволно, ги бомбардираа училишните згради и изгореа цели купишта книги на плоштадите. Луѓето слушнаа за ова, се исплашија, ги навиднаа главите и молча. Меѓутоа, имаше и луѓе во кои спаѓаше и татко ми Зијадин, кои сваќаа колку се опасни тие действија и се бореа со сите сили да се спротивстават на планот за културна доминација, со кој со еден удар се бришеа векови на пакистанската цивилизација. Еден ден BBC дојде и бараше момчиња и девојчиња кои сакаат да напишат блог за животот во регионот Сват. Тато ми кажа за тоа. Имав само 11 години, но се пријавив. Користејќи го псевдонимот Гул Макај, почнав да кажувам работи како: ако на мојата генерација некој не и даде пишани материјали, терористите ќе ни дадат пушки. Пишував дека директорката на нашето училиште не тераше да ги криеме нашите книги под шамиите, или да одиме на училиште без да носиме униформи, за да не бидеме препознаени. И ги опишав моите најдлабоки стравови, како да пишував во личен дневник. Талибанците се заканија дека ќе ме убијат, но никој не веруваше дека тие вистински би повредиле млада девојка. Но еден ден, двајца од нив влегоа во нашиот училишен автобус и сериозно ме повредија. Ме однесоа со авион во болница во Англија. Додека бев во кома, стотици деца од сите религии и од сите земји ми испратиле писма или цртежи и се молеле за мене да преживеам. Денес, јас сум најмладиот лауреат на Нобеловата награда за мир. Завршив средно училиште и сега почнувам да одам на факултет, но ќе продолжам да се борам. Има уште многу да се направи. Цврсто верувам дека ако на секое девојче и на секое момче му дадеме право да чита книги, да добие образование, можеме да го претвориме светот во земја на соништата, со бујните полиња на знаењето, обкружени со високи врвови на толеранцијата и големите езера со кристално чиста вода, полна со мир. Сакаш да бидеш како Малала? Биди свесна за своите права, како и за своите должности, и прави се што можеш за да ги браниш.